Драги гледачи, добродојдовте и спортски поздрав во студиото на Ирис телевизија. Во следните минути ќе ви доловиме атмосферата од најновите актуелности врзани со првенството во третата фудбалска лига група Исток и секако со телевизиски преглед од најзначајните настани врзани со надпреварите на фудбалскиот клуб Кит Го од Пекчево. Клуб кој што е вистински хит во последните 2 сезони, привлекува се поголем интерес и внимание каде и да игра. Симпатизерите во Пекчево имаат привилегија во идеални услови на единствената трибина со инсталирани столчиња да ги седат над преварите на своите миленици, кои пак имаат честа да го искажат сиот свој раскошен талент на прекрасниот тревнат терен. Во ова воредно 6-то коло на програмата се следите надпревари: Бергалница Голак Зрновка, Кежовица Малеш, Кит Го Пекчево 1934 и Рудар 1947 Овчеполе. Традиционално, преку окото на филмската камера, раководена од Горан Христоски, ќе ви одоловим атмосферата од градскиот стадион во Пекчево, каде што силите ќе ги одмерат екипите на Кит Го и на Слога 1934 од Виница. За денешниот надпревар, тренерот на Слога Виктор Петров се реши за следниот состав: со број 1 Бобан Митровски, број 9 Бојан Спасовски, број 11 Огнен Лазаров, број 13 Александар Илиев, број 14 Мартин Малчев, број 17 Игор Спасовски, број 18 Александар Димитров, број 22 Венко Гаврилов, кој воодо капитен на екипата, 24 Давид Димитров, со број 25 Славчо Јованов и со број 27 Бојан Анев. На клупата за резервни фудбалери се со број 12 Бојан Карчов, број 7 Горан Петков и со број 10 Мартин Ампов. Тренерот на Кит Го Трајче Сенев се реши за следниот состав: со број 1 Стојан Богдановски, број 3 Денис Јанковски, број 4 Миле Денковски, број 5 Дени Андонов, број 7 Мартин Стојанов, број 8 Мики Жежов, број 10 Маријан Ташков, кој е воодно и капитен на екипата, број 11 Антон Ратков, број 13 Иван Колев, број 16 Бобан Тикошанац и со број 22 Томи Станоевски. На клупата за резервни фудбалери се со број 12 Тамер Јамаковски, број 6 Иле Синев, број 14 Јорданчо Трендафилов, број 17 Дарко Наце, број 19 Мартин Димовски и со број 20 Владко Стојанов. Главен суден на овој надпревар е Спире Асов од Кочени, прв помошник е Ристо Георгиев, втор помошник Божидар Доневски и двајцата Штип, контролор Тони Манчев од Штип, а делегат е Столе Тошев од Кочени. Играчите на Кит Го се во бели дресови, а гостите од Виница се во црвени дресови. Ajde jedna pobjeda za Fezbiko. Првиот центар тргнуваат играчите на Кит Го, кои на денешниот надпревар се во нешто изменета формација. Очигледно тренерот Трајче Сенев сака некои од противниците да ги одмори поради ова нон-стоп играње, а во пресад на традиционалното дерби надпревар во сабота со Малеш во Берово. За таа цел Сенев шанси и поголема минутажа им дава на Андонов, Јанковски, Жежов, Ратков и Станоевски.
Прво во полушанса се најде играчите на Слога, кој преку Димитров, кој некако ја прота топката кон Спасевски, а голманот Богдановски со храбра интервенција во неговите нозе успеа прв да дојде до топката. Тикушанец од левата страна тргна во акција, додаде кон Ратков, кој пак упатува мощен незгоден центаршут. Голманот Митровски е краток, но предската му беше сојузник, пошто одбраната на Слога расчисти и исфрли топката во поле. Долга акција на Кит Го, во која Ташков некаде од центарот на игралиштето го проигра Стојанов, кој пак веднаш продолжува кон Станоевски. Овој има отворен пат кон противничкиот гол, но се реши за удар. Голманот Митровски атракивно одбрани и го спаси својот гол, но топката повторно во нозете на Станоевски. Следи нов шут и овој пат со тело блокира Димитров, а Илиев ја расчистува оваа ситуација. Нова акција на Кит Го преку Тикушанец, кој одлично го пронаѓа Стојанов. Следи смирување на топката со Гради, си дава фор, ако го во пресад му тргнува голманот на Слога, шутира кон празен гол, на за негова несреќа топката оди крај самата статива. Играчот на Слога Карчев одзема една топка и го проигрува Спасовски. Следи незгоден удар откусо на за малку крај голот на Кит Го. Гостите се во нов напад од левата страна и топката во висок лак го прелети во Тикушанец и доаѓа до слободниот Спасовски, кој враќа наназад кон неговите соиграчи, но внимателен Андонов и ја исфрла оваа топка во поле. Ташков води нова акција на Кит Го, шири на десно кон Стојанов, овој веднаш кон Жежов, кој влезе во каснетиот простор, а пред него побрса Лазаров и исфрла топката во корнер. По корнер што го изведе Ташков, највисок во скокот е Андонов, шутира силно и прецизно, но од самата гол линија Лазаров исфрла топката и спречува водство на Кит Го. Андонов и Жежов повторно се во акција, пошто топката оди кај Денковски, кој центрира, но за жал високо над голот. Брзо и опасна контра изведе во Слога по десната страна, каде што осаме на Спасовски, кој јурнува кон голот на Кит Го, но навреме го стигнува Колев, сигурно интервенира и ја расчистува оваа ситуација. На спортивната страна Кит Го оди во акција, при што Жежов се обиде од далечина, но топката оди високо над голот. Се удари од далечина, шутот се обиде да го измери и Станоевски, но голманот Митровски одбрани. Ташков води нов напад на Кит Го, додава кон Стојанов, кој е окружен од неколку гостински играчи и сепак издудува корнер. Корнер го изведе Ташков со центаршут околу петерецот, но тука се судри Андонов и Колев, а одбрана на Слога ја исфрли топката во поле. Нова закана и нова акција преку Денеса Гилниот Ташков, кој топката упати кон Стојанов, а пред него со глава интервенира Малчев, при што топката доаѓа до Ратков. Домашниот играч кој беше изненаден, иако осаме не имаше бршен простор по голот на Слога, се реши на силен, но непрецизен удар високо над голот. Кога не може напаѓачите да сторат нешто повеќе, се обиде штоперот Андонов, кој без размислување распали од огромна далечина, а топката за малку ќе го изненадаше голманот Митровски, кој нема го следеше летот на топката, но над голот. Ако влезеше во голот, ќе беше тоа убав и атрактивен гол. Вака останува резултатот 0:0.
Тиквешанец по кој знае кој пат тргна во акција, претрча 20 на метри, навлече на себе неколку играчи и додаде кон Ратков. Играчот на Кит Го беше побрз од Гаврилов и ја врати топката наназад. Натрча Тиквешанец и ја смести во голот на немоктиот Митровски. Водство на Кит Го 1:0, но последните секунди од првиот дел со голот на Тиквешанец. Веднаш по тргнувањето од центар, судијата Арсов освири крај на првото полувреме. Другар, ти не може да фанеш туя лимак и да отида спия. Гледай се там на видите и мен ме прескача. Мърлавото не го изгодно. Ти са най-навивачи. Това става си на такова гледа. На полувремето гледачите на трибината се забавува, очигледно беа задоволни од водството на Кит Го, но бара секако подобра игра и уште голови во мрежата на Митровски. Впрочем, во првите 4 кола стрелците на Кит Го беа мощно ефикасни, постигнаа дури 21 гол. Во неделата во Свети Николе затоа ефикасноста со само еден постигнат гол, а еве и сега по 45 минути игра повторно само еден гол. Мора да истакнеме дека на трибините, а не на теренот, е голгетерот Андреј Симирски, кој е повреден во текст испитување, можење и оперативен зафат врз него. Можеби затоа малку е отапен нападот на Кит Го. Во втори дел првиот центар тигнуваат играчите во црвена комбинација, односно играчите на Слога. Се обидуваат преку средината на теренот некако да се доближат кон зазнетиот простор на Кит Го, каде што царуваа штоперите Колев и Андонов. Се организира долги акции, со премногу додавање се траеше некоја пократина во одбраната на домакините. На спортивната страна Илиев го фолираше Станоевски, откуса крај самиот 60-ти. Беше досуден слободен удар кој го изведе Мики Жежов, но топката од живиот зид заврши во корнер. Во седнат напад, гостинскиот играч Лазаров беше внимателен, пошто Мартин Стојанов го мине и ја префали топката на спротивната страна кон Ратков. Не пречен од никого, Ратков ја спирува топката на гради и мирно прецизно шутира и ја тресе мрежата на немактиот голман Митровски. Гол за водство на Кит Го 2:0, а ја бележиме 51-та минута. Гостите рекламира игра со рака, но сосема близу беше судијата Арсов, кој енергично покажа кон центарот на игралиштето. По премениот гол, играчите на Слога со кратки додавања се обидуваа некако да подготват акции и да минат на половината на Кит Го, а кога тоа не им успеваше, се решаваа на долги топки и проигрувања. Така направи Малчев, кој од позиција на лев бек упати диагонала кон 60-тикот на домакините, при што голманот Богданов си сепак беше побрз од Димитров. Нова акција тргна од Андонов, продолжи кон Ташков. Мина на половината на гостите и упати идеална топка кон Ратков. Во ист стил, во улога на шпиц, Ратков смирува награди и уток се ослободува Анев и Лазаров, прави чекор 2 и шутира покрај немакиот Митровски во празнат гол за водство веќе од 3:0, а ја бележиме 54-та минута. Гол за радост на играчите, но и за гледачите на трибината и секако за стрелецот Антон Ратков. Втор гол за него нове надпревар и секако со асистенција при првиот гол што го постигна Тиквешанац. Гостите се принудени по трет пат на овој надпревар да тргнат од центарот на игралиштето.
Нова закана од домакините имаше и во акцијата на Мартин Стојанов, кој нафрли кон Станоевски, а овој се обиде со Вилеј атрактивно да ја заврши акцијата, но топката отиде високо над головот. Добра акција започи Јанковски, кој го пронаде Ратков, кон кого тргна голманот Митровски Лазаров. Голот беше празен, а Ратков префали на спортивната страна кој го самениот Жежов. Непречен од никого, Мики Жежов со глава го промаши праздниот гол шутирајќи покрај голот. Ретко убава можност за гол во два потега, вака станува водството на Кит Го од 3:0, а Мики Жежов да жали за пропуштената 100% шанса. Се по 10-та страна започува Денковски, продолжува кон Жежо, кој оди премногу десно и ја враќа топката наназад, но кон противничките играчи кои пак не успева да ја задржат. Следи нова акција на Китго со повеќе додавање, за да конечно дојде кај Станоевски, кој дрибла и лошо додава кон противничките играчи. Но ни тие не успева долго да ја задржат. Топката ја прифаќа Ташков и идеално го пронаоѓа Мартин Стојанов, кој пак вешто го надмрди голманот Митровски. И кога се очекува сигурен гол, стигна Малчев и од самата гол линија исфала топката во поле. Акцијата конечно заврши со дриблинг и нафрлање на Денковски, а Мартин Стојанов шутира со глава, лошо го прави тоа и топката оди над голот. Премногу промашувања од чисти акции. Ја ти идеш тајде? Слога се закани со гол преку Ампов, кој слободен удар можеше да постигне ефектен и атрактивен гол, но топката отиде за малку над голот на Богдановски. Во идеална шанса за постигнување на гол беше Јанев, по одличното додавање од Спасевски. Успешно избегна офсет, Стапица изби сам пред голманот Богдановски, кој пак со храбра интервенција спасува сигурен гол. Слога изведе и корнер, по кој се дуваше успешна интервенција на Богдановски. Голманот на Кит го веднаш дегажираше упатувајќи топката кон Станоевски. Се дуваше прецизно додавање кон Мартин Стојанов, но тој во решавачкиот момент се лизна и шанса да пропадна. Тоа воедно беше и последната акција која мирисеше на гол, а по која судијата Арсов оствари крај на надпреворот. Кит го пекче во 1934 3:0. Би рекле рутинска победа на домакинот, која можеше да биде изразена со поголема разлика, но и со можност гостите од Виница да постигнат барем потесен гол. Вака стрелците Боган Тикушанец, еден и Антон Ратков стреля се на 2 гола во овој мощен фер и коректен надпревар, во кој честитки заслужуваат играчите и на двата тима со одлична свирка на судиската тројка на чело со Спире Арсов од Кочани. Публиката сепак задоволно го напушти градскиот стадион во Пекчево. Прокнижени се нови 3 бода, а видени се и нови 3 гола. Во Ново село пак Кежовица славеше победа против Малеш од Берово, изразена со резултатот 1:0, а стрелец на единствениот гол беше Михајло Попдимитров. Еве ги комплетните резултати од ова шесто коло. Брегалница Голак Зрновка 8:3, Кежовица Малеш 1:0, Кит Го Пекчево 1934 3:0 и Рудар 1947 Овчеполе 2:1. Табела. Кит Го е на првото место со 16 бодови, следува Рудар 1947 на второто со 13 бодови. Кежовица на третото и Брегалница на четвртото имаат по 9 бодови. Петтото место за Овчеполе со 8, шестиот Мале со 6, на седмото место Слога 1934 со 5 и на последното 8-то место Зрновка со само еден освоен бод. Надпреварите од седмото коло на програмата ќе бидат во сабота, 14 октомври, во која ќе се сретнат
Овчеполе Брегалнице Голак, Слог 1934 Рудар 1947, Малеш Китго Пекчево и Зрновка Кежовица. Тука некаде е крајот и на оваа спортска репортажа, драги гледачи. Поздрав од студиото на Ирис телевизија и благодарност за вниманието. До следната репортажа, останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!